Територијалната противпожарна единица од Кочани ќе добие ново возило и опрема за комуникација и надзор на теренот. Со тоа дополнително ќе се подобри ефикасноста и мобилноста на пожарникарите. Станува збор за финансиска подршка, што единицата ја обезбедува преку амбасадата на Швајцарија, а во рамки на досегашното успешно спроведување на проектите, што општина Кочани ги реализира преку програмите на UNDP. Опремата што ќе се добие е по барање на нашите пожарникари, на кои им е овозможено сами да го направат изборот. На покана од UNDP бевме известени дека ни се одобрени финансиски средства кои се строго наменски, односно за подобрување на противпожарната заштита во нашата општина, и тие финансиски средства ќе ги искористиме за набавка на теренско возило, дрон технологија, како и за набавка на комплетна централа и комуникацијски уреди за секој пожарникар. Овие средства треба да бидат искористени до крајот на оваа година. Значи до крајот на декември тие сите средства треба да дојдат во нашата единица. Со тоа се докаже уште еднаш целокупната заложба на градоначалникот Николчо Илиев, кој секогаш се труди да осовремени и модернизира нашата единица. И покрај тоа што територијалната противпожарна единица од Кочани е меѓу поопремените во државата, сепак набавка на нова опрема постојано е неопходна, особено со фактот што единицата ја покрива територијата на 3 општини, во кои често се случуваат пожари на отворен простор. ДНОВ приврши и рокот за тендерската постапка за набавка на нови работни униформи, неопходни за извршување на секојдневните работни обврски. За оваа набавка беше планирано да се издвојат над 400.000 денари од буџетот на општина Кочани. Државната изборна комисија ги привршува подготовките за одржување на вториот круг од локалните избори. За вчетврток се најавува дистрибуирањето на гласачките ливчиња, како и на изводите од избирачкиот список до општинските изборни комисии. В петок ќе се доставуваат терминалите за идентификација на гласачите преку отпечаток од прст. Според податоците од ДИК, на вториот круг од изборите ќе се гласа во 44 општини за градоначалници. Меѓу нив во микрорегионот се и општините Кочани и Чешиново-Облешево, каде по првиот круг повторно до вербата ќе ја бараат кандидатите од коалициите што ги предводат СДСМ и ВМРО-ДПМН. Од Државната изборна комисија додаваат дека првиот круг ќе се прегласува на по едно избирачко место во Дебар за градоначалник и во Шуто Оризари за членови на совет. Поради непостигнат цензус, гласање за градоначалник нема да има во Центар Жупа и во Маврово Ростуше. Инаку, в сабота ќе гласаат болните и изнемоштените, како и лицата со COVID-19 и оние кои се во самоизолација. Исто така, своето избирачко право, еден ден порано од регуларниот датум за гласање на 31. октомври, ќе го остварат затворениците и лицата во старските домови. На 25. октомври на полноќ заврши рокот за пријавување на лицата со COVID за гласањето в недела. Кандидатот за градоначалник на Кочани, предложен од ВМРО-ДПМН Лјупчо Папазов, одржа пресконференција. При тоа промовираше неколку проекти наменети за младите во општината. Како градоначалник на општина Кочани и нова локална самоуправа ќе го завршиме формирањето на општинскиот младински совет и ќе го напредиме неговата работа. Во соработка со средношколските училишни центри во градот и регионалните високообразовни институции ќе формираме бизнис инкубатор за развој на стартап компании и донесување на нови вработувања. Просториите на спомен домот Асно ќе ги ставиме во функција на младите креативни работници од областа на културата. Спортските терени и спортските сали ќе ги ставиме во функција на развој на младинскиот масовен спорт. Ќе формираме нови велосипедски патеки. Слушајќи ја иницијативата на младите, ќе создадеме услови за отпочнување со работа на рок фестивалот кој ќе го носи името на Симеон Иванов Канго.
До 29 октомври трае рокот за пријавување на заинтересираните оператори на јавниот тендер за избор на давател на услугата за наплата на паркирањето во Кочани со СМС пораки. Покрај лицата наплатувачи кои на лице место издаваат фискални сметки, наплатата на таксата ќе продолжи да се реализира и преку мобилен телефон како и досега. Ова овозможува поголема ефикасност во прибирањето на средствата и се избегнува ситуација во која возачите чекаат да платат за услугата, што се покажува како позитивно искуство и во градовите каде што таквиот начин исто така се применува. Комуналното предпријатие Водовод, под чија надлежност е јавниот паркинг простор во градот, со тендерската постапка предвидува да потроши 100.000 денари. Обврска на давателот на услугата е да обезбедува наплата на таксата за паркирање од сите мобилни оператори во државата, при што плаќањето да може да се контролира преку 3 уреди со специјална намена за услугата. Исто така, треба да се изработи посебна база на податоци за регистрирани и наплатени паркирања, да обезбеди софтвер за проверка и контрола на плаќањето со СМС пораки, како и софтвер за продолжување на времето на паркирање. Покрај тоа, од давателот на услугата се бара да обезбеди скратен телефонски број што ќе се користи за испраќање пораки и тој да важи за сите мобилни оператори. Дополнително, давателот на услугата треба да изработи и компјутерски дизајн за информативни табли и да направи обука на персоналот што ќе работи на проверка на услугата. Наплатата за паркирање во зимскиот период ќе трае од 9 до 22, а во летниот од 8 до 24 часот, додека во недели и за време на празници ќе биде бесплатно. При тоа останува наплатата за паркирање со лица наплатувачи на лице место, а тоа ќе го организира комуналното предпријатие Водовод. Над зидот од основното училиште Свети Кирил и Методи, што е видлив од источниот влез од кај гимназијата Љупчо Сантов, изработени се нови морали. Нивни автори се познатите уметници Филип Конески, Маријан Димик и Драган Китановски, сите тројца од Скопје. Според идејата се работи за спој на неколку стилови, во нив доминира линијата на илустрации во кои се вклопени и мотиви што се поврзани со Кочани. Инаку изработката на муралите е дел од содржините од програмата за култура на општина Кочани за тековната 2021 година.